Преспанскиот регион, еден од највредните природни богатства на Балканот, се соочува со сериозни предизвици поврзани со отпадот. Несоодветното постапување со комуналниот, земјоделскиот и индустрискиот отпад, недоволната селекција, дивите депонии, со децении се закана за почвата, водите, екосистемот и квалитетот на живот на локалното население. Неколку проекти за заштита на Преспа, поддржани од Европската Унија, веќе покажуваат конкретни резултати. И чистивме да досега со проектите над 15 диви депонии во Преспа. Влегуваме во програмата за регионална депонија. Преку програмата ЕУ за Преспа исто така успеавме да ги чистиме депониите и одиме чекор нанапред. Неопходно е да се активираат регионалните центри за управување со отпадот, но и да се вклучат сите – локалната власт, граѓанскиот сектор, индустријата, земјоделците, медиумите и граѓаните. Подигање на свеста на граѓаните во управувањето со отпадот клучно е за да профункционира системот и да се види конкретен напредок, велат од локалните институции. За да може да функционира сето ова, пред се моето мислење дека е клучна селекцијата, односно пред селекцијата престоите на друга едукативна фаза каде што е потребно да доприме до секој жител на општината Ресен и да го сватиме секој која е тежината на создавањето на отпад, односно со третирањето на секој отпад на својствен начин. Со воведувањето на регионален систем за управување со отпад, фрагментираните пракси за управување со отпад ќе се заменат со ефикасен и одржлив систем. Придобивките треба да бидат големи. Ќе се намалат, место да имаме 5-16 депонии во овие два региона, Пелагониски и Југозападен, ќе имаме една регионална депонија, која што всушност ќе биде еден центар за управување со отпад. Потоа ќе имаме собирање, организирано собирање на различни фракции на отпад, ќе се изградат собирни центри во секоја од општините. До крајот на летото, 1500 жители од неколку населени места во близина на Преспанското езеро ќе добијат канализациона мрежа. Со овој проект се очекува поголема заштита на биодиверзитетот и подобрување на квалитетот на водата во езерото. Секоја канализациона мрежа на крај завршува во мала пречистителна станица, која што ќе прочистува водата со доволен квалитет за да на крај влезе во Преспанското езеро како крајен реципиент. Додека се работи на решавање на проблемот со отпадот во Преспа, Ресен веќе започна со селекција на стакло, текстил и електронски отпад. До септември годинава се очекува до домаќинствата да бидат поделени 2000 жолти канти за хартија и пластика. До 2028 година општината треба да добие и компостара и дробилка за градежен шут. Но за овие решенија да дадат резултат, потребни се и промени во секојдневните навики. Затоа, преку кампањата Преспа разбуди се за чиста средина, што ја спроведува Институтот за комуникацијски студии, а поддржана од Европската Унија, се работи на едукација и поголема вклученост на граѓаните во селекцијата и правилното одлагање на отпадот.